Енергетскиот сектор и потрошувачката во зима се најдоа во фокусот на последната тура пратенички прашања во собранието годинава. Опозицијата критикуваше за поскапувањето на електричната енергија и прогласувањето на кризна состојба на пазарот со струја за да се искористат државните резерви на мазут поради блокадата на граничните премини со Грција. Премиерот Мицкоски одговара дека СРСМ манипулирала со раст на цената на електричната енергија од над 5%, за накрај поскапувањето да биде двојно помалку. Тој вели дека за краток временски период биле направени бројни реформи во енергетиката и започнати проекти за поголемо производство на струја и намалување на загадувањето. Додава дека за време на владењето на СРСМ енергетиката доживеала катаклизма, а партијата профитирала од криминалот направен во државните енергетски компании. Ако во нашиот период на владење со огромна криза кога цената на струјата беше 5 или 6 пати поскапа, се успеа да се исконтролира. Наместо сега да поевтини, ако сте имале толку капацитет да го менаџирате системот, сте требали во овие изминати години и пол да го направите тоа. За сега граѓаните да немаат дополнителен трошок на сметките за струја, нема оправдување, не знам како не разбирате. А зошто ја манипулиравте јавноста со поскапување над 5%, па над 10%, па не излезе толку, излезе 2, нешто проценти? Предпоставувам исто така тие можат да ви дадат одговор. Сега околу енергетските капацитети. Изминативе година и половина, повеќе од 50 луѓе, кои што го уништувале тоа кое што е оставено од претходната влада на ВМРО ДПМН, односно од времето кога јас бев директор на тогашното ЕЛЕМ, се или под истрага, или се водат судски процеси. Пратеничката Сања Лукаревска од СРСМ го впери прстот кон Министерството за економија за неголема одговорност за ценовните шокови за населението, креирањето на потрошувачки кошнички и диалог со газдите и работниците без конкретни одлуки за пораст на минималната плата. Дополнително таа реагираше за нереализираната реформска агенда. Министерот Дурмиши ги отфрли ваквите обвинувања како неосновани. Вели не е против зголемување на минималецот, но мора да има договор меѓу заинтересираните страни. Инспекцијските контроли биле зајакнати, а за инфлацијата и потрошувачката кошничка во Македонија рече дека биле најмали во регионот. До јуни оваа година имавте обврска за 3 реформи кои што се однесуваат за подобрување на деловната клима во износ од 11,132 милиони евра. Проект број 1 с големен број на инспекции на Државен инспекторат за труд за 20% и на пазарниот инспекторат за 15% во однос на просекот од периодот 2020-2023. Тоа што се однесува до контролите од пазарниот инспекторат и пазарот на трудот, да ви информирам дека 2025 година рекорден број се направени од овие двата инспектората и е надминати се контролите за 20% за 2025 година и е направена една перцепција дека се зголемуваат цените на прехранбените производи, се зголемува и потрошувачката кошница. Овие се податоци од Евростат дека Република Северна Македонија има помала потрошувачка во регионот. На пратеничките прашања во собранието се зборуваше и за напорот да се воведе ред во јавното обвинителство, за вработувањата во администрацијата, како и за покачувањето на платите на наставниците. Министерката за образование Весна Јаневска информираше дека владата се залага за постепен и континуиран раст на платите во секоја година од мандатот и дека по истекот на 4 години нивните примања ќе бидат повисоки и до 60%, а стандардот значително подобрен.